Драги мои, започнуваме со денешната Естрада Плюс. Трите мои дечиња покажуваат афинитети кон музиката. Фолкерката Елена Велевска открива дека ќе им пружи безрезервна поддршка на своите деца со оглед на талентот кој го покажуваат. Тие се многу умни глави и буквално имаат преголемо разбирање за секоја ситуација, вели Елена. Čedo milo, majkino zlato, neka bide zdravo živo, ubavo na tato, živeam za ovoj dek, neka bide radose, ajde gosti na zdravje. Музичкиот талент од мама го имаат сите три дечиња, открива низ разговор фолкерката Елена Велевска. Таа, како посебна горда мајка, секако е тука да им даде поддршка и да ги насочи кон најдоброто. Видете, мојот талент сите три го имаат. И сега оваа година побараа од мене да ги пријавам да пеат. И тоа тројцата да пеат. Марко сака да рапува, а Софија и Калија сакаат да пеат, сега и најмногу по детските фестивалчиња. И се надевам дека ќе направиме една убава композиција која што ќе ги обележи, а во иднина зошто и да не, штом го имаат талентот, секогаш ќе ако имаат љубов за нештата, јас не ги принудувам на тоа, но ако изразат желба и љубов, од мене имаат одврзани раце да го прават нештото. И тоа што им лежи, што го сакаат, слободна волја е да го прават она што мислат. При тоа, како што додава таа, никогаш не ги принудила своите дечиња кон нешто зашто таа сакала, а тие не пројавувале интерес. Тоа е така, бидејќи како што вели, нејзе никој не ја принудувал да пее. Елена не ја исклучува можноста во иднина да сними заедничка песна со своите дечиња. Па зошто да не? Во иднина, како што растат и гледам навистина многу умни глави од нив. И навистина ме изненадуваат како брзо растат и со оглед на нивната возраст. Не очекуваш толку зрели разговори да ти кажат, но како што се враќам од некоја турнеја и навистина сум и ми помагаат и сакаат да сработуваат со мене, знаат колку е напорно ова што го работам и секогаш гледаат и кога треба да одморам да бидат тивки, соработуваат на некој начин. Сето тоа, како што вели Елена, е домашно воспитување на своите три дечиња, која и покрај бројните работни ангажмани и големата отсутност од дома, таа сепак успеала да биде пред се најдобра мајка за нив и пример за добро воспитани деца. Čedo milo, majkino zlato,